СДСМ ја втурна државата во длабока криза. Партијата го измами народот, прво со тиранската платформа, а сега и со обид за нелегален избор на собраниски спикер, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Од партијата на Груевски велат дека претседателот е избран надвор од деловникот по завршена седница, без записник и без право на дискусија. Ова политичко насилство врз уставот, законите и деловникот од страна на СДС предизвика гнев кај граѓаните. Дополнителна провокација кај македонскиот народ предизвика нелегалниот обид за избор на претседател на Собранието на Македонија, кој беше надвор од деловникот за работа, уставот и законите. Од ВМРО ДПМН се сомневаат дека ваквиот преседан може да се повтори и да се изгласа двојазичност, банкноти, униформи, геноцид и сметаат дека со таквиот избор се суспендира правниот систем на државата. Од СДСМ пак повторуваат дека Талат Џафери е избран на законски начин и признат од меѓународната заедница. Го повика Велјановски да го ослободи кабинетот. Новиот легитимен претседател на Собранието ќе испрати известување до Ѓорги Иванов дека е формирано демократско легитимно мнозинство и дека Иванов е должен да го додели мандатот на претседателот на СДСМ Зоран Заев за формирање влада. СДСМ го повика Иванов да му овозможи на мнозинството во парламентот да предложи влада и програма, што ќе биде согласно уставот, законите и собранискиот деловник. Џафери беше избран во четвртокот со поддршка на 62 пратеници, откако преседавачот Велјановски ја прекина седницата. Парламентарното мнозинство не ја напуштија салата, пошто пратеникот Мухич ја стави точката избор на претседател на дневен ред. Џафери положи заклетва среде собраниската сала, а пратениците на ВМРО ДПМН извикуваа ова е пуч.